Што се случи вчера, зошто имаше само една ампула Фезго и дали е точно дека била за некого чувана? Така, значи јас сакам да ја демантирам изјавата на пациентката која што излезе вчера во јавноста нели на кај вас медиумите, затоа што тоа не е вистина дека за некого чуваме ние ампула. Ќе ви објаснам процедурата, мислам целата постапка како се случи. Пациентката дојде значи кај нас на шалтер без историја, без ништо да праша дали имаме ампула. И одговорив дека има затоа што моментално јас не знам колку ампули се на лагер во болничката аптека, затоа што немам евиденција, немам на лагер кај мене. Тие се со условен буџет и ги требуваме директно од болничката аптека со извештај од лекар. И одговоривме дека има и таа си замена. Значи, после требување на неколку ампули кои што беа значи викнани претходната недела немаше Фезго, имавме листа на чекање на пациенти кои што треба да се викнат. Во петокот добивме 35 ампули, од кои што веднаш беа повикани пациентките да дојдат. Дел од нив дојдоа во петокот, дел си дојдоа во вчерашниот ден. Со тоа што пристигна пациентка на шалтерот кај нас со ампула Фезго, отидовме во аптека да требуваме, значи со извештајот од лекар, со што аптекарот ни извести дека има само уште една ампула Фезго. Со тоа, значи, си дадов право како одговорна на таблетарна дел од дневна болница да ги известам лекарите дека Фезго нема и дека останата уште една ампула и дека умеѓу време може да биде дадена додека јас ги известувам лекарите, затоа што не требувам само јас, туку требува и колешката од дневна болница, доколку пациентката прима хемотерапија и прима Фезго, требува и колешката која што прима од бифосфонатна терапија, нели доколку прима, да речам зомета, прима и Фезго, може требува и колешката од одел, ако има лежачка пациентка што треба да прими Фезго, и не знаеме дали во моментот ампулата е потрошена или не. Ги известив лекарите и гласно пред сите на шалтер каде што чека останатите пациенти, реков дека Фезго снема. Се вратив и дали од недоверба пациентката повторно се врати да ја праша колешката дали имате Фезго. Колешката ја одговори не знам, имаше една ампула, меѓутоа не знаеме дали е потрошена или не. Во тој момент доаѓа со извештај од вчерашниот ден пациентка напишана од лекар Фезго. Го замолив пациентот кој што беше придружникот кој што беше на пациентката, ве замолувам да се јавам телефонски да ги прашам колегите дали се уште ја има таа една ампула која што беше останата. Значи колегата ми одговори дека да, се уште е тука ампулата, не ја има подигнато никој од колегите од останатите одели. Значи отидовме, ја требувавме и таа ампула се искористи на пациентката која што беше прва дојдена на шалтер за да се ја прими инекцијата. За никого не се чува, значи ние сме еднакви кон сите пациенти и немаме можност да ги чуваме ампулите, затоа што тие се со условен буџет и пак повторувам, ние ги немаме на лагер кај нас во нашите фриждери, туку ги требуваме директно од аптеката во болницата со извештај, каде што аптекарот ни дава копија од извештајот на пациентот и подигната ампула, на нас и две копии остануваат кај него. Значи за секој пациент точно се знае која ампула е подигната или таблети, независно од условен буџет, се знае на кого е дадена ампулата. Значи, ние имаме подолг временски период проблем со значи, месец и пол наназад со ваков психички терор од дел од пациентите, значи не можам да кажам, нема да ги ставам сите во исти кош, затоа што имаме извонредни пациенти, разбрани, како што сите нас не ставија во еден кош дека ние сме убици, дека ние ги продаваме лековите, така да и ние имаме семејства, и ние имаме родители и деца кои се вознемирени заради состојбава што се случува, значи сето ние ова го трпиме поради некој. Ние сме првите тие кои што сакаме нели ова што се случи скандалов да излезе на виделина за да се разјасни кои се тие, дали навистина има кривци да речам во оваа ситуација. Со целост ја демантирам значи изјавата на пациентката што даде изјава дека чекала со часови кај докторот,
дека имало чувано ампула фезго за некој, независно дали за незе или за било кој пациент, и дека таа одбила да ја прими. Зашто демонтирам? Затоа што пациентката, кога слушна на шалтер дека немаме ампула фезга, сама изјави дека во ред, нели, ќе се јавам сега да ги известам новинарите, со тоа што го прашав шалтерскиот работник, пациентката ниту била кај доктор, ниту има отворено преглед на 2.10, ниту има препишано терапија фезго. Со тоа што таа повторно не се врати на шалтерот кај нас со извештај од лекар за да прими ампула, со тоа што докажува дека на кој начин ние сме и понудиле да ја прими или пак ја одбила ампулата. А дали е можно пациентката да имала извештај од лекар од претходната недела? Да, можно е да има извештај од претходната недела, меѓутоа доколку немало ампула фезго, историите се задржуваат кај нас, за да може кога ќе пристигне ампулата да бидат известени и повикани да си ја примат ампулата. Меѓутоа пациентката не донесе историја на чекање за да може да ја известиме да дојде да прими ампула. Фезго ампули, значи, ни стигна во 2,5 часот беше, со тоа што пациентите во вчерашниот ден што беа вратени, значи беа многу мала бројка, да речам 5-6 пациентки, им се јавивме во 2 часот и 30 минути дека ампулата ни пристигна и дека може да дојдат доколку се во можност да се ја примат денеска ампулата, затоа што имаме дневна болница која што работи втора смена до 18 часот. Дел од нив известија дека заради гужвиве нема да се вратат назад, а дел од нив беа во близина и се ја прими ампулата. Зошто се случува да има застој во примањето? Каде е поголемиот генералниот проблем? Мислите зашто ги нема ампулите? Значи, тоа јас не можам како медицинска сестра да одговорам на ова прашање, тука може да се обратите нели кај повисокото ниво, меѓутоа претпоставувам дека се работи за некаков финансиски буџет кој што не е одобрен или на клиникава, затоа може да ви даде информации повеќе директорката.